Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Бог им зборува на луѓето. Некој момче присуствувало на библиско предавање. Проповедникот таа вечер им зборувал за ослушување на Божјиот глас и послушност. Во неверување се прашувал, дали се уште Бог им зборува на луѓето. После службата заминал на шетање со своите пријатели. Се расправале за библиската порака што ја слушнале. Некој од нив зборувале како Бог ги водел на различни начини. И било веќе досна кога младичот тргнал дома. Во автомобилот почнал да се моли. Господе, ако се уште им зборуваш на луѓето, прозбори ми и мене. Ке направам се што е во мојата моќ да послушам. Возејќи по главната улица, му се јавила чудна мисла да застане и да купи 1 литро млеко. Ја стресол главата и гласно прашал, Господе, дали си тоа ти? Не добил одговор и продолжил со возењето. Повторно му се јавила истата мисла. Купи 1 литра млеко. Момчето размислувало за настанот што е опишан во Библијата, во кој момчето Самуил од првин не го препознало Господовиот глас и трчајќи заминал кај пророкот Ели, кој му објаснил да се одзве бидејќи сигурно го бара Бог. Тогаш момчето во мислите одговорило: Во ред, Боже, за секој случај ако си ти, ќе купам 1 литро млеко. Не изгледало многу тешко за еден тест на послушност. Секогаш може да се искористи тоа млеко. Застанал, го купил и го продолжил возењето дома. Додека поминувало покрај една улица, повторно го почувствувал поттикот скршни во таа улица. Тоа му се чинело безмислено и едноставно продолжил понатаму. Повторно почувствувал дека би требало да скршне. На следната раскрсница се свртел и се вратил во таа улица. Како низ шега кажал: Во ред, Боже, сакам. Возејќи се неколку блокови од ненадеж, почувствувал дека треба да застане. Застанал на тротоарот и погледнал околу себе. Се наоѓал скоро во бизнис делот од градот. Не било тоа ни најдобрата, ни најлошата населба. Продавниците биле затворени, а поголемиот дел од куќите биле во темница, како да луѓето веќе биле во своите кревети. Повторно почувствувал нешто. Појди и дај го тоа млеко на луѓето кои живеат во куќата покрај патот. Погнал кон куќата, била темна и изгледало како да луѓето некаде заминале или веќе заспале. Само што сакал да ја отвори вратата од автомобилот, кога се потпрел во седиштето во потполности, почнал да зборува: Господе, ова е лудост. Овие луѓе спијат и ако ги разбудам ќе бидат лути, а јас ќе испаднам глуп. Повторно се појавило тоа чувство дека треба да тргне и да им го даде млекото. Конечно е отворил вратата на автомобилот и кажал: Во ред, Боже, ако си ти тоа, одам до таа врата и ќе им го дадам млекото. Ако сакаш да испаднам глуп, во ред. Сакам да те послушам. Предпоставам дека сето ова има некоја цел, ама ако веднаш не се јават, заминувам. Ја преминал улицата, дошол до вратата и подзвонил. Слушнал некоја бучува од внатре. Се слушнал машки глас. Кој е? Што ви треба? Вратата се отворила преди да помисли да избега. Пред него стоел маж облечен во тексас и мајца. Се чинало дека што туку станал. Имал чуден израз на лицето и не изгледал среќен што гледа некој странец на својот праг. Што е тоа? Младичот го покажал млекото. Ви го донесов ова за вас. Човекот го зел млекото и отрчал низ ходникот викајќи нешто.
Потем на крајот од ходникот се појавила жена носејќи го млекото во кујната. Човекот ја следал жената држејќи бебе во своите раце. Бебето плачело. На човекот му течеле солзи низ образот. Низ липање почнал да зборува. Што туку се молевме, останавме без пари. Немавме ни капка млеко дома за бебето. Молејќи му се на Бога, барав од Господа да ми покаже како ќе му возможам млеко за своето дете. Неговата сопруга воскликнала од кујната: барав да ни прати ангел кој ќе ни донесе млеко. Дали сте вие ангел? Момчето се фатило за својот паричник, извлекол пари кои ги имал и му ги ставил на човекот во рацете. Се свртел и тргнал кон својот автомобил, додека му течеле солзи низ образите. Знаел дека Бог се уште ги слуша молителите. Бог ја слуша секоја молитва која му е упатена. Ги слуша молитвите на децата, младите и старите. Не само да ги слуша, туку и на секој од нив и одговара. Тој сака се да направи за нас и ни сака се најдобро. Може би понекогаш ни се сторува дека нашите молитви одат само до таваните. Ама на среќа тоа не е така. Тој нас секогаш не слуша. Ако веднаш не го видиме услишувањето на нашите молитви, тоа не значи дека нема да бидат услишени. Бог знае што ни е потребно и ќе не води онака како е најдобро за нас. Како и овој младич, и ние можеме да му дозволиме да ни прозбори. Тој секогаш ќе го направи тоа ако го замолиме. Dušo moja, prekrasno ime Isus, sve što ti napravi dobro, nego zaboravaj, amin. Slavi go Bog, dušo moja, slavi go Bog, dušo moja. Tvoj koji mi prosti grehove, duša izlekuva, njemu je slava sob sami i pesna od srcenja svečno tje peva. Slavimo dušu, slavimo nja, prekrasimo dušu Isus, sve što ti napravi slavimo Bog, slavi za Bog duša moja. Slavimo dušu, slavimo nja, prekrasimo dušu Isus, sve što ti napravi slavimo Bog, slavi za Bog duša moja. Tvoj koji volaka me uteši, tvoj koji me večno razveseli, njemu je slava sob sami i pesna od srce ja svečno tje pevam. Slavimo dušu, slavimo nja, prekrasimo dušu Isus, sve što ti napravi slavimo Bog, slavi za Bog duša moja. Slavimo dušu, slavimo nja, prekrasimo dušu Isus, sve što ti napravi slavimo Bog, slavi za Bog duša moja. Tvoj koji od smrta me izbavi, tvoj koji me čuva i den i noć, njemu je slava sob sami i pesna od srce ja svečno tje pevam. Tvoj koji je vrši vselenata, tvoj koji svoje gnezdo spoznala, njemu je slava sob sami i pesna od srce ja svečno tje pevam. Slavimo dušu, slavimo nja, prekrasimo dušu Isus, sve što ti napravi slavimo Bog, slavi za Bog duša moja. Slavimo dušu, slavimo
Глас на надежда. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежда. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Драги пријатели, средечен поздрав до сите вас која следите нашата емисија Библијата зборува. Продолжуваме со проучување на Светото писмо со теми кои верувам дека го привлекуваат вашето внимание, бидејќи ја проучуваме Библијата, Светото писмо. Божиот закон ќе биде предмет на ова наше проучување од Светото писмо. Ајде на почетокот да го прочитаме библискиот текст кој го наоѓаме во Псалмите Давидови. Во 4 глава, 6 стих. Мнозина велат, кој ќе ни покаже што е добро. Господи, издигни ја над нас светлоста на лицето свое. Нам, на луѓето, почитувани, неопходно ни е потребни принцип или принципи на наше однесување. Бидејќи ние како луѓе сме грешни, растеме во една грешна природа. Човечката проценка за добро и зло е многу субјективна. Секој би бил во право и секој би поаѓал од таа гледна точка дека е во право. Меѓутоа, кога ќе ги земеме принципите, правилата, тогаш ние ќе видиме дека не сме биле во право. Има пат кој што му изгледа прав на човекот, но неговиот крај води кон смрт. Ово го запишал мудриот Соломон во Пословици 14 глава 12 стих. Бог, почитувани пријатели, дал вечен морален закон, кој што го определува нашето однесување. Овие 10 принципи се така едноставни, но многу силни, многу важни за секого од нас. Многу светски закони и устави се напишени врз основа на овие 10 свети Божи правила или заповеди. Еве што е запишено за тој закон. Законот Господов ја укрепува или ја крепи душата. Господовата заповед зрачи светлина и ги просветлува очите. Тоа го запишал царот Давид. Ги видов границите на секое совршенство, но твојата заповед е безгранична. Давид повторно пишува во 119 псалом во 96 стих. Очигледно, овие Божи писатели, драги гледачи, знаеле што пишуваат и зошто пишуваат. Кога е во прашање вредноста, значењето на Божиот морален закон. И самиот Исус Христос, кога бил на ова земја, ја почитувал ова наредба или ги почитувал овие 10 свети заповеди. Исус ја посочил вечната валидност на законот. Значи, тој закон не е од временски карактер, туку е вечен, важи за сите генерации. Но полесно е небото и земјата да преминат, отколку една точка од законот да пропадне. Значи, и самиот Исус го засилува значењето на тој закон, односно на тие 10 свети заповеди. Ајде да видиме за некои закони во Библијата, во Светото писмо. Бидејќи освен моралниот закон, значи 10 Божи заповеди, постојат и други закони, како што се обредните закони или законот за храна, здравствени закони и други правила кои се дадени во Светото писмо. Меѓутоа, ние зборуваме, значи, за моралниот закон. Ајде сега да се осврнеме неколку минути да кажеме и за церемониалниот закон. Тој закон бил со времено значење до жртвата на Христос. Значи, освен моралниот закон, постоел и обреден закон или обредни правила, каде што евреите пренесувале жртви пред се јагне или некој друг вид на животно или птица, каде што тие едноставно на тој начин ја потврдувале војднина жртвата што ќе се случи, односно смртта на Исуса Христа. Така и во првиот завет имаше наредби за богослужение
имаше и земно светилище. Значи, во таа црква или земно подвижно светилище, евреите му служили на Господа, пренесувале жртви. Еве нова фотографија, почитувани пријатели, може тоа да го полесно видите. Значи, овде имаме слика на тоа светилиште, каде што левитите му служили на Господа, односно самите евреи, кои што се образ на сегашното време, во кое се пренесуваат дарови и жртви кои не може да го направат совршен по совеста оној кој служи, бидејќи се заснуваат само во јадење, пиење и разни миења и телесни обреди наложени до времето на поправањето. Значи овде Павле зборува дека ова е слика, ова е само нешто видливо што евреите го имале за да дознаат нешто многу повеќе и поголемо. Со плотта своја го уништи законот со своите заповеди изразени во обредите. Значи, кога Исус дошол на оваа земја и кога го дал својот живот, тие обредни закони или правила престанале со своето значење. И затоа денеска ние како христијани не принесуваме никакви жртви. Едноставно нема потреба, бидејќи таа вистинска жртва Исус Христос се принел на Голготскиот крст. Понатаму може да читаме и следниве стихови. И го избриша писмото на одредбите кои што беше против нас и го отстрани од среде нас, прикувајќи го на крстот. Значи, тоа писмо кое нас не осудувало, бидејќи евреите морале стотици години да пренесуваат јагниња, и тоа било терет за нив. Меѓутоа, тоа писмо, тој обреден закон, Исус го зачукал на крстот, односно едноставно го раскинал, бидејќи жртвата вистинска е веќе тука. Тоа јагне кој го символизирало Исуса Христа е тука. Исус е тоа невино јагне кој го дал својот живот на Голготскиот крст. Така да, драги пријатели, тој обреден закон или церемонијален закон денеска не важи. Тој престанал да важи со смртта на Исуса Христа, додека моралниот или 10 Божји заповеди и понатаму тие заповеди остануваат во важност и се валидни и денеска ние треба да ги почитуваме како Божји правила. Моралниот закон значи е напишан на камени плочи, додека обредниот закон бил напишан на папирус. И тоа, знаеме, е од временски карактер, додека моралниот закон е напишан на камени плочи, што алудира на чврстина, на трајност и така натаму. Самиот Бог, почитувани, го напишал моралниот закон, додека церемонијалниот закон го напишал Мојсей, значи на пергамент или на папирус, на средства кои тогаш биле достапни во пустината. Меѓутоа, тоа било од карактер не траен, туку од временски карактер. Овој закон бил напишан и постоел, додека моралниот закон го напишал самиот Бог со својот прст на камени плочи. Бог лично учествувал во пишувањето и затоа тој закон е траен. И кога престана да зборува со Мојсей на Синајската гора, Господ му ги даде двете плочи на сведоштвото, камени плочи напишани со Божјиот прст. Драги пријатели, Бог ретко пишува во Библијата. Само на 3 места Бог пишува, односно Исус Христос. За прв пат, еве спомнавме на 10 Божји заповеди на двете камени плочи. Потоа Бог пишувал за време на владењето на Навуходоносор, на Дарие, кога Данило бил таму втор човек во Вавилонското царство, односно во Медиперсиското царство, каде што Бог напишал она познато писмо над зидот мене текелу фарсин, што значи Господ го броил твоето царство и се нашол лесен, и знаеме дека царството таа ног пропаднало. И во Новиот Завет Исус Христос пишувал по подот, по прашината, таму кога фарисеите, црковните учители донеле на жена и сакле да ја каменуваат. А Исус им ги напишал нивните гревови, односно слабости. Значи, овде Мојсей, почитувани, бил сведок на тоа Божје писмо, што тој го напишал, односно Бог го напишал тоа писмо и го дал, односно ги дал тие камени плочи на Мојсија. Тоа се зборови ги изговори Господ на гората среде огнот, облакот и густата темнина со силен глас,
кон сите вас кои се собравте и друго не додаде. Потоа ги напиша на 2 камени плочи кои што ми ги даде мене. Значи Мојсей е сведок, драги пријатели. Бог му ги дал на Мојсей и Мојсей се симнал доле меѓу израелците во логорот, каде што израелците на жалост направиле златно теле и погазиле своите ветување дека ќе му служат на Господа верно и честно. А Мојсей го напиша тој закон и го предаде на свештениците. Значи, овај сега стих кој ни укажува на обредниот закон, кој го напишал Мојсей и го предал на свештениците да го спроведуваат меѓу народот. Значи, овај обреден церемонијален закон го пишува Мојсей, додека моралниот закон, 10 Божји заповеди, ги напиша самиот Бог на 2 камени плочи. 10 заповеди биле ставени во ковчегот на заветот. И то било вечен споменик. Знаеме дека во тој ковчег, освен 10 заповеди, имало и еден сад полн со мана. Еве го, отприлика тој ковчег како изгледа, каде што Мојсей ги ставил 10 Божји заповеди како символ на Божјето присуство, како символ на тие правила кои требало тие да ги почитуваат. Значи, овде пишува наредба од Бога како да изгледа тој ковчег, а во ковчегот положи ги плочите на сведоштвото што ќе ти ги дадам. Значи, Господ овде дал димензии, ширина, висина и со што требал да биде обложен тој ковчег, каде што ќе се чуват 10 Божји заповеди. Обредниот или церемонијалниот закон бил ставен, значи, поред ковчегот. Не внатре, туку поред, што укажува дека тој закон е од временски карактер и дека еден ден ќе престане. А кога Мојсей ги напиша во книга сите зборови на овој закон, дури до крајот, тогаш Мојсей им заповеда на левитите, а кои биле левитите, тоа биле свештеници, значи од левит се намножиле свештениците кои служиле во храмот и затоа се овде нарекуваат левити, кои го носеа ковчегот на Господовиот завет, велејки, земете ја ова книга на законот и ставете ја крај ковчегот на заветот на Господа вашиот Бог. Значи, 10 заповеди биле ставени внатре во ковчегот. Додека законот церемонијален или обредниот бил ставен поред, што укажува на локален карактер, не на вечно траење. Понатаму може да кажеме дека моралниот закон е вечен, додека церемонијалниот закон е современо значење или траење. 10 Божји заповеди, почитувани пријатели, се Божје писмо, Божја порака до секого од нас. Тие се трајни, вечни и ќе трајат и ќе владеат, односно ќе постојат и на новата земја како символ на она што човекот го прекршил додека живеел во грев. Првата Божја заповед да ја прочитаме како гласи. Тогаш Бог ги изговори сите овие зборови велејки: јас сум Господ твојот Бог, кој те изведе од египетската земја, од домот на робството. Немој да имаш други богови освен мене. Значи, овде гледаме како Бог им укажува на израелци дека тој треба да биде на престолот на нивното срце. Меѓутоа, знаеме, често пати евреите паѓале. Тие во Египет гледале само човечки богови, бидејќи таму човекот се славел, фараон, и го изгубиле смислот или сликата за вистинскиот Бог. На кого денеска ние, драги пријатели, ќе му служиме? Дали на Бога или на мамонот, како што вели Светото писмо, на ѓаволот? Значи, повторно ние сме на испит. Кого ќе определиме да биде на престолот на твоето и на моето срце? Дали ќе биде Господ или сатаната? Кој идол ние обожаваме? Библијата зборува зашто сребролюбието е корен на секакви зла, на кој што некој откако му се предадоа, се отстранија од верата и си навлекоа маки. Значи, почитувани пријатели, ние дали имаме некој свој Бог? Богатството исто така може да биде наш идол. Не мора да биде то богатството и нешто друго. Значи, се што е на прво место, пред Бога, е идол. И го привлекува нашето внимание, ни го одзима нашето време.
Втората Божја заповед вели не прави за себе идол, ниту каква и да е слика на нешто кој што е горе на небото или кој што е долу на земјата или кој што е во водата под земјата, да не им се поклонуваш, нито да им служиш. И сега може да читате понатаму како Бог се гади на таквите. Имаме ли ние своји идоли, почитувани пријатели? Дали обожавате икони, слики? Ако обожавате, тоа е грев. Тоа не е според Божјата заповед. Правите грев. И затоа отфрлете ги идолите, киповите. Немој да ги бакнувате. Тоа се уметнички дела кои некој ги нацртал и ги посветил, еве сега ние ќе се молиме на овој светец, па на оној светец. Не, тоа е грев. Тоа е спротивно на 10 Божји заповеди, односно како овде што читаме на втората заповед. И затоа не прави си себе идол. Интересно, овде Бог се опфатил и оно што е горе на небото, и во водата, и на земјата. Така да ги отфрлиме сите идоли, икони, тие не носат кај Бога. Тоа се идолопоклонички работи кои немаат подлога во Светото писмо. Значи, овде јасно и гласно Господ тоа ни го кажува. Еве што правеле дури некои во времето на старите израелци. Сите кои прават извајни идоли, значи изработени идоли, се за посрамување и нивните најсакани нешта се некорисни и тие самите се сведоци, тие не гледаат, не разбираат, за да се засрамат. Кој е оној кој што прави Бог или ваја идол сосем некорисен? Ете, сите почитувачи на кипови ќе се засрамат, а нивните изработувачи најмногу од било кога нека се соберат сите и нека застанат, одеднаш ќе се исплашат, ќе се засрамат сите. Ковачот го изработува врз жив јаглен, го обликува со чекан, го обработува со силна рака. Гладен е, изнемоштен, не пие вода, се исцрпува. Овде пророк Исаја ја насликува таа ситуација како се изработуваат кипови идоли. И овде вели Господ дека не ги почитува. Господ не ги сака таквите кои ги прават идолите, а секако и оние кои ги почитуваат и ги обожаваат. Дрводелецот зема мерка, го оцртува ликот со писалка, го истружува со длето, го заокружува со пергел и го образува по човечки образ, според човечка убавина, за да стои во куќите. Читајте понатаму, драги пријатели, како се прават иконите, идолите, киповите. Значи се зема дрво, веш мајстор со глето, со чекан, удара, изработува и потоа ете ние како луѓе им се клањаме, што тие не можат никош да ни помогнат. И затоа, почитувани пријатели, отврлете ги идолите, иконите, зашто тоа е спротивно на втората заповед. Еве, може да прочитаме понатаму, вели, тие не знаат, нито расудуваат зашто се заслепени очите нивни. Да се поклонали на дело дрвото, тој се храни со пепел, измаменото срце го заведува, не ќе го спаси својот живот, нито ќе рече, не ли измама ова во мојата десница. Зато, драги мои пријатели, апел од Библијата е да ги отфрлиме иконите, сликите. Гледаме овде нова слика како израелците наместо да го обожават Бога, направиле златно теле и му се клањале на тоа теле, и како телето да ги извел од египетското робство. А знаеме дека Бог тоа го направил. Колко е човекот брз да заборави се оно што Господ му го прави. Тогаш Господ им заповеда да ве научам на наредбите и законите, за да ги вршите во земјата во која влегувате, да ја наследите. Затоа внимавајте добро на себе си, зашто во денот кога Господ ви говореше среде огнот на Хорив, вие не видовте никаков образ, за да не се расипате и да си направите за себе идол или некаков делкан кип. Гледате, драги пријатели, овде Мојси што ги учи израелците пред да влезат во хананската земја, ветената земја. Или Господ не се покаже за да го видите, зашто тенденција кај човекот да има видлив Бог. Евреите, израелците би направиле кип во име на Бога, во лик на Бога, и тој би го ставиле да оди пред нив. Меѓутоа Бог се сокрил, не сакал да направат идолопоклонство. И затоа овде вели Мојсей, вие би направиле делкан кип.
И денеска, на жалост, многу луѓе се клањаат на цртани икони Божим, тоа се апостолите, кои тие се мртви денеска во своите гробови, не се на небото, драги пријатели. Ние зборувавме дека душа не постои сама за себе. Човекот кога умира оди во непостоење. Бог е дух и оние кои му се поклонуваат, треба да му се поклонуваат со дух и со вистина. Затоа ние, христијаните, на Бога му се молиме во молитва, не со прекрастување на рак. Тоа не има никакво значење пред Бога. Ние се молиме, како овде што вели Јован, Бог е дух и оние кои му се поклонуваат, треба да му се поклонуваат со дух и со вистина. Третата заповед ја читаме: не го изговарај напразно името на Господа твојот Бог, зашто Господ нема да го остави неказнет оној кој го изговара напразно името Негово. Значи, не треба да го изговараме името Господово. Небесните суштества го прослуваат Бога со Божјата светост, зашто Бог е свет. Го видов Господа како седи на висок издигнат престол и скутовите на неговата плаштеница го исполнуваа храмот. Гледате, драги пријатели, ангелите со почит го слават својот Создател. Ангелите кои не се грешни. А што ние треба да правиме? Ние сме грешни, но Господи нас не повикува да му дадеме чест и благодарност за се оно што Господ го прави секојдневно за нас. Четвртата заповед го спомнува седмиот ден. Помни го саботниот ден да го празнуваш. 6 дена работи и сврши ги во нив сите работи своји. А во седмиот ден кој е сабота Господова, да не вршиш никаква работа. И сега овде може да читате дека Господ за 6 дена ги создал небото и земјата, а во седмиот ден Бог се одморил и го посветил. Ден за прославување на Творецот е саботата, драги пријатели. Затоа овде ние треба да се воздржуваме, вели пророк Исаија. Значи, од сите активности, од сите работи, во петок попладне ги завршуваме, а во сабота, значи, во петок навечер се отпочнува саботниот ден до сабота навечер. Тоа е ден за празнување. И овде вели пророк: тогаш ќе ја најдеш својата радост во Господа, и јас ќе те изведам по земните височини, ќе ти дадам да уживаш во наследството на таткото ти Јаков. Значи, овде ја наоѓаме и четвртата заповед во Божјиот декалог. Првите 4 заповеди, драги пријатели, го регулираат нашиот однос со Бога, како што читавме. Значи, во сите 4 односот како ние го обожаваме, како ние го славиме Господа. Додека другите заповеди се однесуваат на нашите должности кон луѓето. Значи 4 со 6. 4 го регулираат односот човек-Бог, а другите 6 го регулираат односот кон човекот. И еве ја петата заповед: почитувај ги татка си, мајка си, за да ти се продолжат деновите на земјата. Значи овде апел до сите нас, кои имаме наши родители, да ги почитуваме додека се живи. Секако, ние сме должни, зашто тие ни подарили живот. И затоа овде Бог ги повикува сите луѓе да имаат респект, да имаат почит кон своите родители. Секако, ова заповед не задолжува сите нас, како синови и ќерки, да имаме респект, да имаме почит, да сме послушни додека сме мали, секако да ги почитуваме родителите кои ќе останат, кои ќе постанеме или кои ќе пораснеме големи, да се погрижиме за нив, кои ќе станат немокни, нашите родители, кога ќе остарат и ќе не можат сами да се справат. Понатаму, шестата заповед: не убивај, значи не смеме да одземаме тук живот. На жалост, ѓаволот денеска предизвикува војни, кај што невини луѓе страдат, па и оние војници кои исто така ги дават, на жалост, некои дори своите животи за својата татковина. Бог го брани и цени човечкиот живот, зашто само Бог има право на живот. Ние сме го добиле тој живот и треба да го чуваме и да го цениме. И сега овде пишува Матеј дека едноставно не смееме ние да одземаме живот, нити да навредуваме некого. Понатаму продолжуваме, секој, да го прочитаме, драги пријатели, овој текст: секој што го мрази, значи секој што го мрази братот е човекоубие. Значи не мора ни некого да убиеме со нож или со пушка, дури не смееме да го мразиме братот или сестрата.
Понатаму 7-та заповед зборува да не прелюбодействуваме. Тоа е исто така Божја заповед, Бог го пази семејството. Значи, сте чули дека било речено не прелюбодействувај, но јас ви велам дека секој кој гледа на жена со желба, веќе извршил прелюба. Одиме на следната заповед, 8-та, вели не кради, значи не смееме да земаме нешто што не е наше. Бог ја цени личната собственост. Нажалост, денеска малку се цени или почитува ова заповед. Понатаму 9-та заповед, не сведочи лажно против својот ближен. Треба да ја зборуваме вистината, и 10-та заповед, не посакувај куќата на ближниот свој, не ја посакувај жената на својот ближен. Ете, драги пријатели, ги прочитавме тие 10 едноставни правила, но многу значени, многу важни за нас како луѓе. Бог сакал законот да се запечати во умовите на луѓето, не да го носиме како герлен закачен на вратот, туку во нашите срца, односно во нашите мисли. И затоа Бог го дал во пишан облик на старите евреи. И овде пишува дека под какви околности биле дадени тие 10 заповеди. Значи, народот бил доле во подножието на планината Синај, а Мојсија бил качен горе на планината. Божиот закон и често поставувани прашања. Ајде да видиме кои се тие прашања што луѓето често пати ги поставуваат. Например, може ли Божиот закон да биде дополнет или заменет? Некои се изимат за право и тоа го прават. Ајде да прочитаме што вели Давид во Псалам 89:34. Нема да го нарушам својот завет, ниту ќе го променам она што излегло од устата моја, вели самиот Бог. Верни се сите заповеди негови, утврдени за секогаш, засновани врз вистина и правда. Гледаме овде, драги пријатели, дека Божиот закон е стабилен, за секогаш, вистинит и праведен, и тој не се менува. И оној текст што е многу важен во Малахија, бидејќи јас, Господ, не се менувам. Затоа вие, Јаковови чеда, не загинавте. Кога Бог би се менувал, драги пријатели, како ние што се менуваме кога сме нервозни, нерасположени или расположени, ние често пати менуваме своите одлуки. Но Бог е стабилен. Бог е постојан, вели, јас не се менувам. Значи и неговите правила не се менуваат. Го вклучували Новиот Завет и Божиот закон. До сега можеби читавме повеќе текстови од Стариот Завет, но да видиме што кажува Новиот Завет во врска со 10 Божи заповеди. Еве што вели апостол Павле: зашто ова е заветот што ќе го дадам, вели Господ над силите, ќе го вложам законот свој во нивниот ум и ќе го напишам во нивните срца. Гледате, драги пријатели, Бог сака тој закон да биде во нас, во нашите гени, во нашиот карактер, во нашиот ум. Овде се споменува срцето, а срцето е синоним за нашите мисли, за нашиот ум. Ги исполнуваше ли Исус 10 заповеди? Секако. Јас ги, овде пишува во Јован 15:10, јас ги исполнив заповедите на својот татко. И навистина, тоа е точно. Проверете, драги гледачи, во вашите Библии, во Новиот Завет. Читате за Исуса, ќе видите дека тој дословно ги почитувал овие 10 свети правила. Не мислите дека сум дошол да поништам законот или пророците. Не сум дошол да поништам, туку да ги исполнам. И овде понатаму пише дека ќе помине небото и земјата, ниту најмала буква, ни една точка од законот нема да ја снема, додека не се збидне. Значи, секоја точка, запирка или јота, што се вели во еврејскиот јазик, Исус ги исполнувал тие 10 свети правила. Но полесно е небото и земјата да преминат отколку една точка од законот да пропадне. Може ли Божиот закон да спасува? Секако законот не спасува. Тоа е мртво слово или мртва буква на хартија, но законот е важен за да ни укаже на нашите слабости, зашто со делата на законот ниедно тело нема да се оправда пред него. Тоа е точно. Ние може да се разапнеме држејќи го законот, но ако другите работи ги испуштаме, не ни вреди, драги пријатели. Законот е огледало кој укажува на нашата грешност и не опатува кон Исуса Христа. Ние се спасуваме
po blagodata na Isusa Hrista. Evo što veli tekst. Zašto po blagodata ste spaseni preko vera i to ne od vas samite. To je dar od Boga, ne preko dela za da ne se pofali nikoj. Imeno, njegovo delo sme sozdadeni vo Isusa Hrista za dobri dela koji Bog i podgotve odnapred za da odime vo njih. Znači, zakonot ne spasova, no zakonot ni pomaga kon spasението da se dvižime sa golemi čekori, da otideme kaj Hrista i blagodarenje na njegovata milost, odnosno ljubov i žrtva, nije može da bideme spaseni, dragi prijatelji. Da li blagodata go nadminova zakonot? Da čitame što veli apostol Pavle. Togaš, da li preko vera go ukinovame zakonot? Далеко од тоа, туку со тоа го утврдуваме законот. Значи, не смеме ние да го анулираме, да го отфрлиме законот и да кажеме тој не важи, зашто ние се спасуваме преку благодата на Исуса Христа. Павле вели, далеко од тоа. Верата не го укинува законот, драги пријатели. Уште еднаш ќе подлечам. Законот не спасува, но законот не носи кај Христа, да побараме прошка за нашите гревови и да бидеме спасени. Со вера. Бидејќи ако нема закон, Павле вели, од каде би знаеле ние дека сме грешни? Ако нема огледало, од каде ќе знаеме каква ни е косата, како изгледа нашето лице? Но кога ќе застанеме пред огледалото и ќе видиме дека сме валкани, тогаш ни одеме кај чешмата и бараме вода да го измиеме тоа лице. Тогаш што вели Павле? Да грешиме ли? Да го нарушувам ли законот, Божиот закон? Зашто не сме под законот, туку под благодата. Тоа никако. Денеска некои христијански заедници велат законот не важи. Законот е сведен само на две: љуби го ближниот и љуби го Бога. Зошто? Затоа што се спасуваме со милоста, со благодата Божја. Драги пријатели, тоа е заблуда голема ако така размислувате. Павле вели, да грешиме ли тогаш ако не постои закон? Бидејќи не сме под законот, туку сме под благодата. Павле вели, не, никако. Ако ги сведиме 10 заповеди на две, љуби го Бога и љуби ги ближните, повторно ние се повикуваме на сите 10 заповеди, драги пријатели. Бидејќи спомнавме, првите 4 го регулират нашиот однос кон Бога да го љубиме, а останатите 6 го регулират односот човек кон човек. Значи, повторно тие две се важни, бидејќи тука се вткаени и останатите 8 заповеди. Законот не спасува, но законот е огледало кај што ние се гледаме себе си дека сме грешни, зашто преку законот доаѓа самото познавање на гревот. Значи, ако нема закон, ние не би знали дека сме грешни, драги гледачи, но бидете и извршители на словото, а не само слушатели кои се измамуваат себе си, зашто ако некој го слуша словото, а не го извршува, тој е сличен на човек кој си го гледа своето природно лице во огледало, ќе се погледне и ќе замени, веднаш заборава каков бил. Но кој ќе се загледа во совршениот закон на слободата и остане во него, некако заборавлив, туку како вистински извршител, тој ќе биде блажен во својата дејност. Значи, не само да бидеме читачи на словото, проучувачи на Библијата, туку да го тоа држиме и да го спроведеме, вели апостол Јаков. Без закон немаше да го запознаеме гревот, вели апостол Павле. Точно, драги пријатели, не би го запознал гревот освен преку законот, зашто не би запознал дека посакувањето е грев, ако законот не беше кажал не пожелувај. На фотографија имаме овде огледало кое е скршено. Еден човек, односно тоа бил поглавица, индијански поглавица, случајно во неговото племе нашле или дошло огледало. И поглавицата застану пред огледалото и се видел какови. Тој се уплашил од самиот поглед и го скршил огледалото од камен, не сакајќи повеќе да гледа. Можеме и ние да ги кршиме огледалата, почитувани гледачи, односно да го кршиме законот, мислејќи дека не сме грешни, но ние и понатаму стануваме грешни. Како овој индијанец и понатаму бил црн, и понатаму бил тако како што бил. Значи, со кршењето на огледалото не значи дека ние ќе бидеме подобри, туку со исполнување на тој закон, со силата Божја, Бог може да ни помогне да тие правила ги почитуваме во нашиот живот. Така законот станува за нас воспитувач. Значи,
Воспитувач или педагог, оној кој ни помага да растеме во верата, да растеме во нашиот христијански живот, за да не доведе при Христа, за да се оправдаме преку вера. Значи, законот не носи кај Христа, драги пријатели. Христос спасува, Христос лекува, Христос исцелува. Меѓутоа, без закон, ние не може да го пронајдеме Христа, зашто сме изгубени во гревот. Кој ќе дојдеме пред законот, законот вели ти треба спасител, ти си грешен, оди кај Христа со вера и прими го за свој спасител. Што го мотивира човекот да се покорува на Божиот закон? Љубовта го исполнува законот. Значи, ако имаме љубов, драги пријатели, кон Христа, нема да не биде тешко тие 10 правила да ги почитуваме во нашиот живот. Да го возлюбиш Господа твојот Бог со целото свое срце, со целата своја душа и со сиот свој ум. Тоа е најголема и прва заповед. Значи, тоа е првата, да го љубиме Бога, а втората е слична на ова, да го возлюбиме својот ближен како самиот себе. На тие две заповеди стоят целиот закон и пророците. Повторно, значи тие две заповеди, љубов кон Бога и љубов кон ближните, виси целиот закон. Овие две заповеди се како шарките на вратата, драги пријатели. Знаете, вратата да се врти лево и десно, постојат две шарки. И тие управуваат со вратата. Така, тие две заповеди, на тие две заповеди овде вели, стојат целиот закон и пророците. Еве што е љубов кон Бога, да ги држиме неговите заповеди, а неговите заповеди, Јован вели, не се тешки. Можам ли да бидам вистински христијанин без да ги запазувам Божите заповеди? Многу озбилно прашање, драги пријатели. И по тоа сме уверени дека го познаваме ако ги пазиме неговите заповеди, кој вели го познавам, а не ги пази неговите заповеди, лажеце и вистината не е во него. Еве го одговорот. Значи, невозможно е да бидеш вистински христијанин, драги пријателе, ако не ги пазиш, не ги почитуваш тие Божи заповеди. Ние може да кажеме се и се што со уста, ама делата наши зборуваат дали го следиме Исуса Христа. Некои велат дека 10 заповеди не се задолжителни за новозаветните христијани. Дали е тоа точно? Ако сакаш да влезеш во животот, пази ги заповедите. Ова го кажал Исус на едно момче кој дошол со цел да праша што треба да направи за да добие вечен живот. А Исус му вели, ако сакаш да влезеш во живот, внимавај, труди се, пази ги заповедите. Ако ме љубите, ќе ги пазите мои заповеди. Има стотици текстови во Библијата, драги пријатели, кои не насочуваат токму кон оваа вистина. Дека невозможно е ние, новозаветните христијани, да живееме без овие свети 10 правила. Возможно ли е законот, заповедите да се запазат? Оној кој го започна доброто дело во вас, ќе го усвршува се до денот на Исуса Христа. Се можам преку Христа кој ми дава сила. 10 заповеди за некој се терет. Зошто? Затоа што покушават да ги држат со своја сила, наместо да му дозволат на Светиот Дух тој да управува со нашите дела, со нашите мисли. И тогаш ќе биде многу полесно, драги пријатели, да ги почитуваме тие 10 правила. Но, на жалост, знаеме дека во последните денови сатаната, кој рика како лав, ќе покуша да ги извитопери тие 10 свети правила. Тогаш змевот се разјари против жената и отиде да војува против останатите од нејзиното потомство, кои ги пазат Божи заповеди и го имаат Исусовото сведоштво. На ѓавот му смета, драги пријатели. Оној кој ги држи заповедите ќе биде мета на ѓаволот. Но не треба се плашиме, затоа што Божи Дух е тука поред нас и тој ќе ни помага. Но ѓаволот ќе ги поремети заповедите, се со цел да ги збуни луѓето. Тука е трпението на светите, на тие кои ги пазат Божите заповеди и верата во Исуса Христа. Голем е мирот кај оние кои го љубат твојот закон и за нив нема соблазна. Значи, драги пријатели, во ова предавање се осврневме на Божиот закон, на 10 Божи заповеди, 8 заповедите Божи, го спомнавме и обредниот или церемонијалниот закон, кој бил напишан од страна на Мојсеј, на папирус
i to je bil staven do kovčeg od Gospodov, odnosno vnatre bile staveni 10 sveti Božji zapovedi. Tije se trajni, tije se večni. Obredniот закон престанал со важењето свое, кога Исус бил распнат на Голготскиот крст. Прашање денеска, кого ние ќе почитуваме? Човечка традиција и повелба, или ќе ги почитуваме овие Божи правила, кои се дадени за наше добро, за односот човек кон човек и човекот кон Бога. Господ е подготвен да ни помогне, да ни даде сила преку Светиот Дух, да ги почитуваме тие правила и така еден ден да бидеме со Бога за секојаш во вечноста. Да се помолиме на крајот. Господе, ти благодариме за милост и љубовта, што ни си ги дал тие 10 правила, за да знаеме како да се однесуваме и да живееме. Видовме дека тие заповеди не спасуваат, но тие не насочуваат кон Исуса, од каде можеме да добиеме прошка за нашите греови. Води не, Господе, и управувај со нашите дела и постапки и помогни ни да живееме според Твојата волја. Тоа те молиме, Господе, во името Исусово. Амин. Драги пријатели, ми беше задоволство што можевме и во оваа прилика да бидеме заедно, да се дружиме преку Словото Господово. Ви најавувам нова средба во наредната емисија, а до тогаш следете го мојот YouTube канал Томе Трајков. Добра ноќ и Господ со вас. Misliš da si sretan, smijeh i laž na licu tvom, a tu strašnu prazninu srca svog skrivaš od sebe i kažeš dobro sam. Sad osjećaš samoću i pitaš gdje su prijatelji svi, jer ko može osušit suze sve, ko te razumije, da li negdje netko je uhvaćen na vjetru sam, kao neki list treba ti spas. Molitvu šapućeš tvoj, da te čuje Bog, a On je tu kao u snu. Isus je tebe našao, tamo gdje ti si lutao. Ljubav koju tražiš nije Isus, on tvoje sve rane zna. Sad navire radost, znak potiče tvoj rast, a mir prožima dušu tvoju sam, struji kroz tebe ta ljubav njegova. Bio si uhvaćen, znam, kao neki list na vjetru sam. Molitvu šaptao si, da te čuje Bog, pun milosti i ljubavi. Isus je tebe našao, tamo gdje ti si lutao. Ljubav koju tražiš nije
Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежта. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежта, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежта и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, тој те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежта. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.